Основа за се за Артур Шопенхауер е волјата. Основните биографски податоци за Шопенхауер се следните. Роден 1888 година, живел до 1860. Бил син на банкар, меѓутоа ја отфрлил банкарската кариера и се посветил на природните науки и филозофијата. Докторирал на Јена во 1820 година, станал предавач на Универзитетот во Берлин, но поради моќта на Хегел не можел да се пробие, па се плесерил во Франкфурт. Бил мизантроп и женомрзец. Артур Шопенхауер бил под влијание на Платон, Кант, Шелинг и индиската филозофија. Неговите познати дела биле Светот како волја и представа, За волјата на природата, Два основни проблеми на етиката, Афоризми на животната мудрост и така натаму. Според Шопенхауер, волјата ги создава појавите и проблемите во животот на човекот. Еден од најголемите проблеми за човекот за Шопенхауер е неговата незапирлива волја за живење и моќ. Шопенхауер бил песимист, а тој според него потекнувало стремежите на човекот кои не може да се задоволат. Шопенхауер се нарекува волунтарист, бидејќи во основа на постоењето ја става волјата. За него, волјата не може да се свати со разумот рационално, таа е ирационална. Дури и самиот разум е орудие на волјата. Шопенхауер како песимист, мизантроп, вели дека ово е еден од најлошите можни светови во кој владее болка и кога би бил уште малку полош, светот сосема би исчезнал. Артур Шопенхауер вели дека волјата е познание априори на телото, а телото е познание апостериори на волјата. За Шопенхауер етиката представува сочувство со другиот. Во својот ироничен приказ на вообичаената човекова седмица, Артур Шопенхауер вели: човекот 6 дена е во беда на живењето, а 7-миот се досадува. Улогата на творењето и доживувањето на уметничките дела за Шопенхауер имаат улога на катарза, помагаат за кусо време човекот да се ослободи од секојдневицата, грижите, проблемите на живењето. На некој начин тоа е душевно прочистување. Шопенхауер излезот од болката и страдањата во животот го бара во одрекување од својата индивидуалност со згаснување на својата индивидуална волја за општата волева основа на светот, а тоа би било нирвана. Тука го гледаме будистичкото влијание.